Добро вечер, вие сте повторно со пресинг на Алфа телевизија. Наш гостин вечерва е Илија Димовски, пратеник, директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН. Димовски, добро вечер и добро дојдовте во пресинг. Добро вечер, благодарам за поканата. Ми е задоволство да бидам овде. Пред малку зборувавме за Велес и за тоа колку убав град е. Хајде, она што планирав да ве прашам, да започнеме со тоа. Изминатава недела и овде во пресинг зборувавме за проблемот со можната изградба на, односно рестартирање на топилница. Вие бевте со своите сограѓани кога протестираа да го заштитат градот од повторно рестартирање на топилницата. Останувате ли со нив до крај? Да, апсолутно. Значи не станува збор за дилема, нема политичар од нашиот град кој што не стои за тоа тврдење, поради тоа што ние ги живееме проблемите на граѓаните и ние се соочуваме во нашето опкружување со истите проблеми кои што ги имаат граѓаните, поради тоа што живееме во тој град и планираме да живееме и понатаму. Добро, покажавте импресивна единственост. Тоа сакав да го кажам. Значи, тоа беше веројатно школски пример како треба да изгледа граѓанско организирање во Република Македонија. Досега многу невладини организации се формирале во државата, леви, десни, централни, вакви, такви. Меѓутоа овдека сите заедно, и политичките партии, невладините организации, и црквата, Македонската православна црква, и исламската верска заедница, спортисти, уметници, глумци и така натака. Значи типично граѓанско организирање, во кое што апсолутно нас на политичарите не беше улогата да покажеме дека никој не смее да биде етикетиран, дека сите имаме заеднички став, и сум многу среќен што Велес е токму градот кој што покажа дека знае да биде единствен и ја покажа на ние што сакаме да кажеме граѓанска вредност. Значи Велес покажа дека навистина е град со граѓански карактеристики. Ајде за неколку актуелни работи што се случуваат деновиве. Десницата се окрупнува. Еве последен Филип Петровски дојде кај вас. Идејата е идеологија или идејата е 50 или 60 илјади гласови на контото на ВМРО ДПМН? Мислам дека суштината на одговорот на вашето прашање лежи во политиките и во вербата на луѓето дали тие политики се остварливи и носат допринос за граѓаните или не. Кога не би верувале, сигурно не би се случувало укрупнувањето. Кога луѓето надвор од ВМРО ДПМН би мислеле дека политиката која што ја води ВМРО ДПМН е штетна, дека не добива поддршка од граѓаните или дека на крај ќе биде осудена на пропаст, сигурно не би сакале да се приклучат во таква варијанта. Значи, клучот е во тоа што ВМРО ДПМН во континуитет спроведува политики од интерес на граѓаните. И нормален е тој процес на обединување. Тоа е едниот елемент. Вториот елемент е во стабилноста и во цврстината на ВМРО ДПМН. Вие знаете дека во првите 10 години од плуралното функционирање на Република Македонија ВМРО ДПМН беше изложена на многу странични удари. Некои за тие удари велат дека биле инспирирани, раководени од тајните полиции, остатоци од тајните полиции, од минатиот систем. Меѓутоа, како и да е, ние сега се наоѓаме во еден период во кој што ВМРО ДПМН покажува изворедна цврстина, и изворедна единственост и изворедна посветеност на прашања поврзани со интересите на граѓаните. Веќе ВМРО ДПМН не се занимава. Така монолитно. Еве, на пример, кај Милошовски не видовме баш големо воодушевување од... Никој не вели дека треба да биде монолитно. Јас велам дека е единствено и дека ние не се занимаваме со внатрешни проблеми во ВМРО ДПМН. Ние сите работи ги разговараме отворено не само за оваа тема, за илјадници теми сме имале различни мислења. Меѓутоа, фактот е дека концентрацијата во ВМРО ДПМН не е посветена на внатрепартиските односи, туку е посветена на реализација на проекти кои што се од интерес на граѓаните. Дали е тоа 45 години за професионалните војници, дали е тоа минимална плата, дали е тоа купи куќа, купи стан, дали е тоа легализација на диво градби, дали е тоа откуп на дворно земјиште, дали е тоа зголемување... Добро. И така натака, и така. Допреме некои од овие теми. Ајде за она што беше многу актуелно и се уште, тоа се меѓуетничките тензии. Вие велите дека е очигледно дека во Македонија постојат политичари кои се подготвени да злоупотребат и оваа тема за остварување на своите политички намери. За кого зборувате? Зборувам за сите оние кои што во минатиот период се обидоа да соберат политички поени, наместо да праќаат пораки на смирување, наместо да остават впечаток како политичари одговорни да ја проектираат иднината на Република Македонија врз база на меѓусебна доверба и почит, кои што се обидоа врз база на оваа тема да ќарат по некој ситен политички поен. И тука не ги делам нити на македонски и албански, нити на опозициони и позициони политичари. Мислам дека граѓаните најдобро знаат кои политичари се обидуваа
во овој период да добијат. Димовски, ама имаше еден момент во кој што да речеме премиерот посочи дека причините, односно порачателите се во опозицијата. Ако институциите се уште, кои што, како што рековте, имаат обврска да ги најдат кои се извршителите и што се случило, ако тоа се уште не беше завршено, како би можеле да знаеме дека проблемот е во опозицијата? Видете вака, прво, околу последниве случувања имаше интервју министерката за внатрешни работи пред неколку дена за Радио Слободна Европа, која што потенцираше дека они ги имаат сознанијата, имаат осомничени дека е во тек прибирање на докази и оформување на целокупниот случај. Врз база на искуството кое што го имавме со претходните инциденти на Кале, каде што беа процесуирани огромен број на кривични пријави и прекршочни пријави за сторителите на прекршувањето на законот, јас сум сигурен во функционалноста на институциите на системот. Од друга страна, треба секогаш да бидеме свесни дека директните извршители на терен не секогаш се и инспиратори и нарачатели на овие инциденти. Тие луѓе едноставно можеби добиваат само наредби од некои партиски или било какви штабови да извршуваат одредена работа. Да, државата мора да ги најде тие. Несомнено. Меѓутоа, не треба да се пројавиме слепи, не треба да гледаме дека сигурно на некој така случајно ќе му текне да чкрта по некоја џамија или по некоја црква. Едноставно ние во традицијата во Република Македонија, нити македонците, нити албанците, нити христијаните, нити муслиманите не го носиме тоа. Сме живееле овде не 10 години после рамковниот договор, ние живееме со векови на истото подрачје, на истата територија. Ние со векови си одиме за празници и така натака. Значи, затоа ќе кажам, одговорноста е огромна кај тие што директно ја ги причинуваат тие нарушувања на правилата на терен, меѓутоа исто така треба да видиме и кои се тие кои што ги инспирираат овие така действия. Повикувате дека има нешто за кој мора да се дебатира, дека тоа е суштината на демократијата и велите дека секој обид за аргументирана дебата со оние луѓе што си имаат креирано предиспозиција за антидемократскиот карактер на оваа власт е залуден. Сега, на каква дебата мислите, бидејќи представници на ВМРО ДПМН не се појавуваат на дебата и сепак добро што вечерва ви имаме тука? Не мислам дека представници на ВМРО ДПМН не се појавуваат на дебата. Јас можам да ви наберам во последните неколку месеци десетина примери каде што наши представници, јас бев на АЛСА токму на оваа тема, колегата Александар Спасеновски беше на МТО исто со. Значи тоа зборам за последната недела. Значи напротив не е таков пример. Јас кога зборам за ова што вие го прочитавте, мислам на група на новинари и политичари кои што имаат насока да ја отцрнуваат власта по секоја цена. Не мислам на сите. Мислам на прилично сегментирани, прецизно дефиниран дел од јавниот живот во Република Македонија. Така да на тие луѓе треба да им е дозволено да не нарекуваат фашисти, на тие луѓе треба да им е дозволено да не нарекуваат Гебелс, да не нарекуваат со погрдни зборови, да ни кажуваат дека сме забегани. Меѓутоа, ако им кажете дека тоа што го прават не чини, тогаш дигаат хистерија. Значи, знам дека употребувам остри зборови, меѓутоа сум сигурен во тоа што го велам. Ако еден новинар си дозволи целата навивачка еуфорија во Македонија да ја искористи и да ги насочи, да насочи цел еден народ кај Фројд, белки ми ние имаме право да кажеме дека таков текст е дно и дека таков текст е неприфатлив. Меѓутоа, кога ние го правиме тоа, кога кажуваме, слушајте, овие аргументи не ви чинат, вие не смеете целиот народ да го класифицирате дека треба да оди кај Фројд, тогаш се дига хистерија, дека ние немаме право да си го кажеме мислењето. Не, знаете напротив, што, Илија, секоја дебата која што е... Дебатата се претвора во комуникација со соопштенија. Значи, дневно не знам по колку пресови соопштенија стигнуваат на иста тема, се објаснувате, се дообјаснувате. Во принцип, прашањево и за вас и за опозицијската партија и за СДСМ. Мислите ли дека луѓето ги интересираат тие соопштенија и тие ваши препукувања? Видете, никој не може да тргне со предиспозиција дека граѓаните се заинтересирани за секоја тема. Меѓутоа, секоја тема која што ќе постават медиумите како гласници на јавноста, треба да најде начин да биде одговорена од страна на политичките партии. Тоа е одговорност. И сега ние денеска, ако држиме 3 пресконференции, не значи дека сите 3 треба да бидат од интерес на граѓаните. Или ако 20 луѓе говорат во собрание, не значи дека секој од нив ќе говори толку интересно за на секој да му е интересно секој од тие 20 луѓе. Не.
треба да ја гледаме и спецификацијата во таа смисла. Меѓутоа, јас мислам дека бесот кој што постои и фрустрацијата од долгогодишното одседнување во опозиција кај одреден број на политичари и одреден број на јасно декларирани проопозициони новинари е пресилен за да може да дозволи нормална комуникација. Жалам што е така, жалам што не успеваме да седнеме на иста маса често, жалам што не можеме да продискутираме врз база на објективни аргументи, туку дискутираме врз база на етикетирање. И тоа е тоа што граѓаните не го сакаат. Инаку, нити динамиката, нити квантитетот не би бил проблем. Проблем е квалитетот на дебатата. Прашам, вие сте директор на Центарот за комуникации. Генерално, зошто секогаш сега направивте некоја дистинкција, но во принцип новинарите кои ве критикуваат, сакате да ги нарекувате или СДСМовски или најблого опозицијски, да речеме, почитувате ли дека има новинари кои сакаат професионално да истерат својата работа и да ја критикуваат владата, но во функција на нејзино подобрување? Напротив, јас ценам и мислам и сум сигурен дека апсолутно на секоја власт е потребно да има критични новинари, кои што врз база на објективни показатели и изградени тези, аргументирани со податоци, ќе ја критикуваат власта. Тоа е единствениот начин во отсуство на сериозна опозиција, како што се наоѓаме во моментот, како власта би имала коректив. Не имаме една опозиција која што се занимава со се, освен со тековните работи кои што се случуваат во Македонија. Меѓутоа, секогаш ќе потенцираме дека кога има еден, двајца, тројца и тие се мал дел. Не би сакал да има впечаток дека за генерализираме. Тие се многу мал дел, јавноста знае кои се тие новинари. 5, 7 души се. И вие самите ги знаете, вие самите ги посочувате меѓу вас и често тие самите ви прават штета во впечатокот на сите оние кои што се трудите да бидете објективни и кои што се трудите да изградите здрава критика било спрема власта, било спрема опозицијата. Меѓутоа, за оние новинари за кои што малте не сите во Македонија знаат дека своите прилози и текстови ги добиваат или ги прават во партиските седишта, не зијан да го кажеме тоа. Не кажуваме нешто што на крај на криштата и вие не го знаете. Мислам дека подобро ќе е кога новинарската фела сама од себе ќе ги кристализира тие односи. Пак ќе повторам, не е штетно некој да има партиска позиција. Уште помалку е штетно некој да има политичка или идеолошка предиспонираност. И на запад и медиумите тоа е многу нормално, своји ориентации. тоа е многу нормално и тоа е окей. Меѓутоа, кога се криете зад плаштот на независноста, тогаш новинарската фела е таа која што треба да посочи со прст и да каже: овој човек си тера своја агенда, која што е нормална, легитимна, прифатлива, меѓутоа јавноста мора да знае дека ова вака не изгледа професионалното новинарство. Човекот си тера друга агенда. И тука работи далечинското. Прашам, Македонски Телеком е прва афера во чија што истрага се вмешани и американски истражни органи. И прашањето е зошто не е возможно по формален и докажлив пат да се открие, односно да се поведе постапка, да се открие кои се извршители, кои се нарачатели, кои примеле подкупи така натаму. Сега виновен е Кипар, виновни се судските власти. Јавниот обвинител на седница ни кажа дека нема никакви докази што би овозможиле да продолжи постапката, а од друга страна слушаме дека сепак тоа може да продолжи така. На испит се во принцип судските органи. Така е, се согласувам со дел од тезите кои што вие ги поставивте во прашањето. Значи треба да се расчисти дилемата. Американските истражни органи и американските правосудни органи си воделе случај не заради корупцијата која што се случила во периодот на владата на СДСМ во Македонија, туку си воделе случај поради заштита на конкуренцијата поврзан со тргувањето на акциите на големите телекомуникацијски пазари. И они си дошле до состојба во која што спогодбено дури со Deutsche Telekom да признале дека има таков случај, има нарушување на пазарот, има нарушување на регулацијата на пазарот и Deutsche Telekom се исплаќа 90 и кусур милиони на американската држава. Тоа е до таму до каде што ги интересира, да, американските служби утврдуваат дека кривицата во Македонија е заради одложување на демонополизацијата и одложување на либерализацијата на пазарот на телекомуникацијски услуги во Република Македонија. Знаете зашто ве прашувам? Бидејќи со Телеком и со многу личности кои се спомнуваат во целата афера, поврзување има и со една и со друга влада. Не, прилично е јасно. Прилично е јасно. Во тој период владата на СДСМ, парламентот на СДСМ, луѓето во управен одбор на Телеком од СДСМ
и луѓето на СДСМ во АЕК, во Агенцијата за електронски комуникации, на секако возможен начин го одложуваат либерализирањето на пазарот на телекомуникацијски услуги во Република Македонија. Затоа тогаш плаќавме за интернет 50 евра, затоа тогаш 50 денари беше минута разговор. Добро, очекувате ли? Во што е работата? Да. Во што е работата? Договорите кои што се случувани со кипарски фирми, не случајно се случувани со кипарски фирми, заради тоа што законодавството во Кипар не дозволува тајни податоци како собственост и така натака да дојдат до виделина. Мојот апел и во многу настапи до сега и во многу текстови кои што сум ги напишал е македонските истражни органи во соработка со американските, како што и до сега, да продолжат да ги бараат политичарите кои што ги добиле парите. Тоа е едниот возможен начин како да ги дознаеме, вториот возможен начин е да ги наброиме 20-тината луѓе или 30-тината луѓе кои што биле на позиции во тој момент, од председател на влада до министри, до пратеници кои што се занимавале со таа проблематика и да ги натераме, јавноста да ги натера, да си го кажат сето она што го знаат. Јас не велам дека секој од нив учествува во тој скандал. Меѓутоа, кога тие од премиерот Бучковски до министерот за транспорт и врски, до подпредседателот на владата Шекеринска, до министерот Стефчо Екимовски и така натаму. Значи, аналитико и така натаму. Затоа треба и да се расчисти. Сите кои што треба јавноста, тука е улогата на медиумите и на новинарите, треба ги натера да го кажат малиот сегмент кој што секој од нив го знае. Кога сите тие сегменти ќе се вклопат во една слика, веројатно многу појасно ќе видиме кои биле политичарите од таа влада на СДСМ кои што учествувале во тој скандал. Да. Малку ќе го забрзам разговорот, и ни врви времето. Затворањето на хашките предмети, убиството на Нешковски, пропаѓањето на пописот, потрошеното за прославата за 8 септември, законот за стечајците, она што се случи со Љубе Бошковски. Сите тие прашања беа дел од темите за кои опозицијата се интересираше на првата седница по изборите за пратенички прашања. И тогаш коментарот од ваша страна беше дека, всушност страна на премиерот, дека опозицијата нема што да прашува, па вади стари теми. Сега, тоа е едната димензија, другата димензија кога вие велите и 6-та година сте на власт, кога велите епа СДСМ така правеше или СДСМ не знам како правеше. Ја разбирам поентата. Значи, сепак сте долго на власт за повикување нас. Да. Ние кога велиме СДСМ така правеше, не велиме за да се оправдаме себе си и добро е што го поставив тоа прашање за конечно да се расчисти таа фама. Проблемот санта е во тоа што во СДСМ нема никаква промена. Нема никаква свежина. Проблемот е дали овие политичари кои што сега го раководат СДСМ, а кои што беа на власт, ако дојдат втор пат на власт или трет пат, ќе се смени нешто. Во тоа е проблемот. Значи, ние на луѓето кои што седат 10 години во пратеничките клупи и во министерските клупи предходно од СДСМ им велиме, добро луѓе, вие критикувате ова. Меѓутоа, кога вие сте биле на власт, вие сте работеле полош, а нема никаква промена кај вас. Зошто да веруваме дека овој пат, ако Софија Тодорова стане министер за образование, ќе работи подобро од тоа што работела тогаш? Зошто ако Грчев стане градоначалник на центар, ќе нема да даде дозвола на проблематични објекти низ Дебар Мало, кој што сега е деформирано заради периодот во кој што тој беше градоначалник? Зошто да веруваме дека Борче Петровски како поранешен директор на кардиологија нема да ги повторува аферите за кои што беше обвинуват од јавноста? Зошто да веруваме дека Илинка Митрева нема да ги повторува грешките за кои што изгубила на избори? Не, ама сега нема промена. Во тоа е суштината. За тоа што вие го правите. И да речеме кога ќе ви се обратат вас каде е ова или она, зошто е вака или така? Видете, ние за сите, вклучително на голем дел од овие прашања кои што ги потенциравте премиерот, токму овде во вашата телевизија, во Вести даде многу прецизни одговори во една телевизија во која што апсолутно не може да и се залепи етикета дека е блиска со власта или било како. Не бегаме од разговор. Меѓутоа, поентата кога посочуваме во време на СДС не е само да се правдаме себе си, тоа е поентата. Втора работа што впечатокот за квалитетот на парламентарната дебата што ја води СДСМ не беше од нас продуцирано, тоа беше продуцирано дури од повеќето опозицијски медиуми. Видете, неколку пати поред од тие дебати за пратенички прашања, други теми излегуваат во јавност. Излегуваат теми поставени од ДПА, излегуваат теми поставени од ВМРО. На крај на криштата... Ајде за лустрацијата. Вие рековте дека она што го каже Уставниот суд нема да ве запре, дека ќе барате, ќе најдете стимул за да продолжи целиот тој процес.
Но Ние сме сигурни во неколку работи. Прво сме сигурни дека во Република Македонија е добро да се случи илустрација, да се прекинат сите оние стари поврзаности со претходните тајни политички, полициски структури. Втора работа, сме сигурни дека граѓаните во поимот лустрација и во процесот лустрација даваат поддршка и дека масовна е поддршката. Трето, сме сигурни дека во Република Македонија има политички сили кои што имаат свесна намера да го обструираат тој процес. Се случија некои работи кои што сепак не и одат во прилог на лустрацијата, значи некои се случија кампањи против Комисијата за лустрација. Тоа е јасно, кој што искористи еден момент. Значи, тој што ќе биде посочен, односно самиот што ќе каже дека има предмет за него во Комисија за лустрација, има право да излезе на телевизија со документи да ги представи како што има намера, без не сме оставиле како законодавци простор Комисијата за лустрација на истиот начин да покаже документи врз база на кој што тој човек одлучило дека станува збор за човек кој што во минатото се работувал со тајните полициски служби. Значи, ние имаме нееднаквост во законот. Тоа е пропуст, веројатно, кој што сме го направиле не сакајки во моментот претходно, или па е намерно направено за да се заштитат човековите права на луѓето, да не бидат подложни на хајки и така натаму. Целиот тој процес хаотичен некако да, тоа ни дава не влева доверба посебна, дека се изведува. Процесот добива поддршка од граѓаните, меѓутоа имаат и граѓаните забелешка за начинот. Затоа ние сериозно размислуваме и сериозно работиме на надминување на тие забелешки кои што дел од новинарите ги посочувале, и мислам дека наскоро ќе излеземе како пратеничка група со наш став како да се надмина. Значи, одлуката на Уставниот суд само ни беше подстрек да поработиме на малце поквалитетни решенија. Демовски имаше едно истражување на Институтот за социолошки анализи за кое што зборувавме овде во пресинг, и на прашањето дали живеете по принципот наведната глава сабија не ја сече, со да одговориле 34%. Имаше тука некои фрапантни проценти за тоа дека луѓето сакаат цврста рака, дека неколку податоци кои зборуваат за тоа дека не е многу тешко ќе добиеме овде активно граѓанство или луѓе кои што сами ќе сакаат да ја кројат својата судбина. Сега владата може има влијание, но владата може и да помогне таквите состојби да се променат. Значи, она што ми е прашањето е колку владата може да направи за активното граѓанство, бидејќи имаше размислување и оценки дека и владата со својот начин на владење придонесува за таквото чувство на граѓаните. Јас жалам што многу граѓански иницијативи во минатото биле поврзувани со политички партии. И реално, после долго време се покажа дека тоа е така навистина. Од, не знам, плоштад Слобода до иницијативи за протести до пред 5 години од другата страна, да не наврегуваме на нас. За целата таа призма на гледање на граѓанското движење и кај обичното граѓанство веќе има недоверба. Значи, многу малце се организации во кои што граѓаните може да оценат дека немаат поврзаност со било која политичка партија. Владата може да направи работа како во случајот со Велес, го спомнав. Таму навистина имаше граѓанско организирање во кое што беа вклучени сите. И владата ги послуша граѓаните. Тоа е позитивен стимул. Кога навистина ќе има граѓанско движење, кога навистина ќе има цел која што не е иницирана од некоја партиска кујна или партиски штаб, па ќе собере 5 души како вчера пред собрание на Република Македонија велат протестираме независни, а изјава дава советник од редот на СДС. Значи, еклатантно, дури не ни се обиделе да ја замаскираат малце работа. Тогаш луѓето не веруваат во такви иницијативи. Или само, јас извинувам, но веќе сме при крај. Уште едно прашање. Велите дека сте сигурни дека за 10, 20 или 30 години, кога некоја идна генерација ќе поминува низ плоштадот Македонија, никој нема да си ги постави прашањата што сега се наметнуваат, бидејќи се дневно политички, и очекувате да биде поздравена визијата, проектите што ја раскажуваат историјата. Факторот време? Јас сум сигурен дека на краток рок можеби во овие дебати ВМРО ДПМН губи понекогаш од жестоката критика и манипулациите кои што ги прави опозицијата. Меѓутоа, исто така сум сигурен дека секој ден како добива форма не само плоштадот Македонија, не само проектот Скопје 2014, туку и проектот Македонија 2014 со многуте градежни работи кои што се случуваат на секој ден низ Република Македонија, сум сигурен дека и граѓаните и во овој момент
се повеќе и повеќе ја даваат поддршка. Дебатата за споменикот Воин на конј беше толку жестока што мислевме дека никој нема да го почитува тој споменик во еден момент. Се создаваше таква слика. Споменик на раздор. Сега да направите анкета, јас сум сигурен дека огромен процент од граѓаните го поздравуваат поставувањето. Исто беше со триумфалната капија, имаше многу недоверба, многу критики. Од кога таа триумфална капија го доби својот изглед, сосема се различни коментарите на граѓаните. Изградбата на Уставниот суд и така натака и така натака. И затоа апсолутно сум сигурен во тоа што го велиме, дека она што е значајно се делата и дали сме оставиле нешто изградено. По 20 години никој нема да памети кои биле пратеници, кои биле министри, можеби ќе се памети кој бил председател на собрание, кој бил председател на држава, председател на влада. Можеби повторно ќе разговараме. Меѓутоа, ништо повеќе нема се памети, а тоа што е изградено од тоа време ќе остане како спомен. Илија Димовски, пратеник, директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН, јас ви благодарам за вашето учество во Пресинг. Се разбира, ви благодарам и вам. Пресинг има јутре во 18:20. Репризата е во 11:30. Довидување.